Охридскиот рамковен договор, документот кој стави крај на конфликтот од 2001 година и го трасираше патот кон мир и меѓуетничка стабилност. Вечерва на камениот мост во Скопје се одржува одбележување на годишнината во организација на владата, додека ДУИ паралелно прославува во Скопски хотел. Пораките за рамковниот ги пренесува Даниел Василев. Даниел, што велат од власта, што велат од опозицијата и што е агендата? Добро вечер, Цаци. За сега се уште ги немаме пораките од представниците на владата, со оглед на тоа што за некаде нешто повеќе од 10 минути би требало да почне централната манифестација по повод 25 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, тука во близина на камениот мост. Според агендата, тука ќе треба да се обратат првиот вице-премиер Беким Сали, министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати, како и вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, пошто ќе следи културно-уметничка програма. Инаку ова не е првиот настан кој што во текот на денот во организација на владата беше организиран по повод 25 годишнината од Охридскиот рамковен договор. Денеска таков настан имаше и во свечената сала на владата, каде што говореа представниците на владата за важноста на овој Охридски рамковен договор кој што го промени текот на државата во 2001 година по оној краткотраен воен конфликт. Во продолжение предлагам да ги слушнеме изјавите на вице-премиерите Сали и Александар Николовски. Денес државата ја градиме како модерна и просперитетна. Градиме модерна инфраструктура. За некој ден ќе почнеме да го градиме автопатот Скопје-Блаце. Интензивно се гради Тетово-Гостивар. Идните генерации треба да зборуваат за тоа каде ќе се запишат на факултет, кој постигнал подобар успех и на кој концерт ќе одат. Обврска на сите нас е да ја сакаме, почитуваме и развиваме заеднички државата. Секоја генерација има своја задача да го збогати наследството што го добила. Ако политичарите од 2001 година ги изградија мирот и институционалната еднаквост, нашата генерација треба да ја изгради долгорочната доверба меѓу заедниците, да изгради поефикасни институции и држава која функционира според највисоките европски стандарди. И овој повод не ги обедини власта и опозицијата. Демократската унија за интеграција вечерва го одбележува годишнината на засебен настан во еден скопски хотел. Имаме ли пораки од таму? Тоа е настан кој што трае веќе околу 1 час. Она што успеав последно да проверам непосредно пред ова вклучување, на тој настан беа пуштани видеа, промотивни видеа за борбата на паравојната формација ОНА во текот на 2001 година. Предпоставувам дека пораките ќе ги имаме подготвени некаде за во следното информативно издание, со оглед на тоа што до пред малку се уште немаше говори од представниците на Демократската унија за интеграција. Инаку во текот на денот по повод 25 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор се огласија и премиерот Христијан Мицкоски и лидерот на опозицијата Венко Филипче, кои што дадоа пораки за соживот во поглед на Охридскиот рамковен договор. Инаку само да кажам дека токму во овој момент веќе започнува и оваа централна манифестација тука кај во близина на камениот мост. Се уште е рано за да ги слушнеме пораките, така што најавувам повеќе детали во следното информативно издание. За рамковниот договор 25 години подоцна